Со децении се врши масовна и неконтролирана експлоатација на шумите во Јабланица. На диво се сечат и пустошат шумите, посебно во атарот на село Вишни, каде има голосек на цели површини. Иако планот за стопанисување со шумата во атарот на ова струшко село важел заклучно со мај 2019 година, на терен секојдневно се врши грабеж на огревно дрво, велат мештаните, кои информацијата ја добиле од Министерството за животна средина. Оттаму добивме информација дека концесионерите што стопанисуваат со шумите на атарот на село Вишни, дека нивната концесија е завршена во 2018 година и дека до 2028 година немаат можност да се издават концесија за сеча на шумите во Вишенскиот атар. Дневно околу 60 камиони поминуваат натоварени со огревно дрво. Побаравме помош од сите надлежни институции, но попусто. Не само што никој не мрда со прст, туку се манипулира со добиените дозволи за сечење на дрво, бидејќи како што велат, постојат случаи на сеча на приватни шуми на веќе починати сопственици. Во атарот на село Вишни се вади дозвола за сеча на приватни лица, кои што се поголем дел од тие починати, и со истите тие дозволи се изнесува друго огревно дрво на државни парцели. Со истиот проблем се соочуваат жителите на десетина околни села. Ги прашавме кој профитира од продажбата на стотици илјади метри кубни огревно дрво без никаков надомест. То се знае, полицијата, шумската полиција, тука ние често пати сме гледале долу, таму е полиција, сат два одат, доаѓаат пак, али кој што виделе другите дека тие се и главни со тие што сечат дрва. Пошто тоа е, по моје мислење, е организиран криминал. Кога државата има страф од 10-15 краци, тогаш што можеме ние. Жителите од подјабланичките села бара да се воспостави мораториум за сечење дрва на планината, додека не се воспостави план за управување кој нема да предизвика неповратни штети по биодиверзитетот. Ваквото стопанисување предизвика велат ерозија, свлечишта, намалување на водостоите во вишенските извори.